Драги мои, добар ден. Вие сте со уште едно издание на Црвена линија и верувам како и во секое претходно издание и во ова ќе ви има голем број и секако ќе имате што да кажете. А еве зашто ќе зборуваме денес. Извештај од вакцинација за секое дете посочува дека во Европа и Централна Азија второто место на негативната ранг листа со 0 дози го делат Македонија, Босна и Херцеговина и Киргизстан. Терминот 0 дози всушност се однесува на децата кои немаат примена никаква вакцина. Прашањето до вас секако е дали ќе дозволиме стравот и дезинформациите за вакцинација да ги ризикуваат животите на нашите деца. Секако ова ќе биде и прашање кое што го поставивме денес и на Instagram стори анкетата. Кликнете, заследете не и на стори задолжително отворите го прозорчето. Еве го прашањето, дали ќе дозволиме стравот и дезинформациите за вакцинација да ги ризикува животите на нашите деца. Две опции за одговор во овој случај, да и не, зависно од тоа кое е вашето мислење и став, а резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. Тука секако ќе ве потсетам дека тоа не е се што се однесува до социјалните медиуми. Заследете не на Facebook, Црвена линија, задолжително и Телма телевизија на Facebook, и таму ја објавуваме нашата тема и таму можете да лајкнувате, шернувате и коментирате. Меѓу другото, темата ја објавуваме и на Twitter. Подсетувам дека во секој издание на Црвена линија издвојуваме како коментираат твитерџи, за да можете на нив да се надоврзете, можеби со некој од нив да не се сложувате, но како и да е, верувам дека ќе го завртите во овој момент телефонскиот број 02-307-0005 и еве токму со вас ќе продискутираме зошто според вас пред се Македонија се најде на вака високо место, но на негативна ранг листа за жал со 0 дози, кои што еве со нас местото го делат Босна, Херцеговина и Киргизстан. Одиме со првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Така е телефон. Добар ден во добар ден. Добар ден. Сакам да се изјаснам малку во врска со вакцинацијата. Мислам дека многу луѓе ослепеа, осакатеа, почнаа да забораваат. Мои колеги на работа ми го заборавија името. Моја роднина ослепе, не гледа. Едвама оди. Значи има многу негативни. Зашто не ни гарантираат за штетните последици од вакцината, ме молам? Ние зборуваме за детската вакцинација, особено нашто е задолжителна, низ која сите сме поминале, со оглед на тоа што се појавуваат морбили, туберкулоза. Да, чекај уште малку да кажам. Ова што кажува УНИЦЕФ дека треба да се продолжи за вакцинација, не е само за децата. Ова е очигледно сакаат да направат зомби, да не диригираат како телевизорот сега што ќе го навалам, ќе го сменам или било каде преку графитите. Истото ги имало графити, имало. Зашто никој не ни гарантира за безбедноста, ве молам, за вакцината? Како знаете ли во колку држави во светот ги оштетија и во Канада и негде од вакцини што беа им дадоа огромна сума на пари, само кај нас нема гаранција. Кој ќе му тегне, ова ќе прави што, па мое право јас дали ќе примам вакцина или не. Така ли? Со моето тело јас располагам. И не може некој УНИЦЕФ да се меше, УНИЦЕФ не е политичка организација. Зашто не гарантира, ве молам, за здравието на тие што ќе примат или не ја плати штетата? Како тоа УНИЦЕФ политичка организација, што е ова уцели, не знам. Благодарам многу за јавувањето. Еве, она за што денес зборуваме секако и дали повеќе земји во светот треба да усвојат програма за вакцинирање на децата како што е против сипаници, се разбира, болести кои што се искоренети во минатото, актуелниот денес веќе искоренети, повторно се појавуваат. Еве, доколку сте родители, еве, можете да ни откриете дали задолжително ги вакциниравте децата со вакцините кои што им следуваат. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Прво и основно, оваа тема е срамота за Македонија. Искрено да кажам. Ние све знали си све.
па нека земат по бајачки, по гледачки, по гатачки, по тие работи некој да. Абе, науката, технологијата е напред. Таа кажува дека секој дете треба да има да ги прима од новороден кој се роди до таму не знам кој години беше сите вакцини кои се против туберкулоза, против речи го мали големи сипаници, скарлатина, има многу вакцини. А ние што мислиме ние овде? Дека наш вакцината ќе не уништела. Ма немојте ве молам, во кој век ќе се враќаме сега ние? Ќе одиме по бајачки? Ќе одиме по гледачки? Срамота е ова за Македонија што сме со Босна и со таму уште една државичка каде што најслабо се вакцинирали нашите децеве. Видовте дека туберкулозата ни се врате назад. А за туберкулозата веќе вакцина е спремна која што треба да се прими кај децата. Затоа јас би препорачал на сите млади родители кога ќе се роди детето да ги примат сите вакцини за да го заштитат детето за цел живот. Ви благодарам многу. Благодарам многу за јавувањето и уште една информација. Иако уфатот со рутинска вакцинација на децата во Северна Македонија порасна во последнава година по пандемијата, она што загрижува е падот на довербата во вакцините кои се даваат во детството. Така да, ете, акцентот го ставаме токму на таа вакцинација, а не на ковид вакцините. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. А јас сакам да кажам дека би требало децата да се вакцинират. Да се вакцинират. Али ние не сме надежни. Има Министерство за здравство. Нели? Тоа треба да кажем. Треба да се наоѓам ние у последните земји. Како да ги стаме? Како да ги стаме? Некој бебе деца, секој дете вакциниран. Се вакцинират се. Вакцинират. Секој има пелекот вакцина. Сега дете нема пелекот вакцина. Ја тезам. Али, тоа треба сега да вакцинира. А овие, тоа се тие пандемии, ова мојот се беше. Таа вакцина не вредеше. Таа вакцина е упропастковирана. Сега сум да покритен од неја. Од корона. Сега сум да покритен од вакцината го опили. Ето, шпркам го во ја ето, тоа е тоа. Ние не можеме. Бидете поздравени и вие секако продолжете да не следите. Ќе повториме дека имунизацијата е една од најзначајните успешни приказни на човештвото. Всушност со задолжителната вакцинација кај децата се овозможи искоренување на болести како што се вариола вера и секако спасени се милиони животи од опасни заболувања меѓу кои се и малите сипаници и полиото. Ова е изјава и на Патриција Ди Джовани, представничка на УНИЦЕФ во земјава. Дали ќе дозволиме еве стравот и дезинформациите за вакцинација да ги ризикуваат животите на нашите деца? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па видам дека не влезе ѓаволот во куќа, нема да ни дојде памет. И најверојатно тој антивакцерски, ја ги разбирам сите, да ви кажам право. И едните и другите. Меѓутоа, проблемот по мене се створи со тоа што почаа нагло да искачат нови вакцини, се заборави оние старите традиционалните. 5-валентна вакцина, 4-валентна вакцина. И знаете, тоа ствара многу некако стравка и младите. Зошто? Понапред се знаело дека вакцината е само за една болест. А сега ви викат штити од тоа, штити од тоа, штити од тоа. А тоа знаеме дека вакцината е умртвен вирус. Па и кажете ми, кој е тој што ќе подложи некого кој нема имунитет на 5 вируса одеднаш? Ние видовте што се случи сега со ова вакцинава против коронава. Ние сите мислиме дека вакцината е измислена за 6 месеца. Ама никој не кажува зошто на кинезите им се повтори бранот или едноставно доека немаше вакцини, сите кукалне за вакцини. Кога дојдоа вакцините, почнавме да изиграме антиваксери. Па после фрлавне вакцини, тоа е она што се вика на овој народ нит се тера, нит се води, доека не би се случи во фамилија, памет не ни доаѓа. Мислам дека основната причина е само тоа. Премногу веруваме,
а и од друга страна овдека во новаа територија. Ке подсетам само внимавајте на тајмерот, уште еднаш 90 секунди е време трењето на секое излагање и задолжително е намалување на тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме, црвена линија? Ево уште еднаш ќе повторам, може би треба да се намали тонот на телевизорот и подобро да се слушнеме, да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Кој е вашиот одговор на нашето прашање? Јас ќе бидам многу краток. Сите што нема да бидат вакцинирани и не сакаат да се вакцинираат, понатака, ако се појави таква болест, кај што треба да примат вакцина, да се плаќаат приватно лечењето. И ако се прошири, ако се докаже дека од нив почнува некоја болест, некоја како туберкулозата или шарлах или не знам што, да се платат штетите од таа зараза. Благодарам ви, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите. Ето имаме гледачи кои што се покуси од 90 секунди, но затоа јасно и кусо го кажуваат својот став. Продолжете тоа да го правите. Оно што го бараме вашиот одговор на прашањето дали ќе дозволиме стравоти и дезинформациите за вакцинација да ги ризикуваат животите на нашите деца. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Како може да се направи задолжителна вакцина за овие партиите? А во однос на темата, во однос на тоа задолжителна имунизација кај децата? Бидејќи имаме појава на случаи на туберкулоза, мали сипаници. Да, проблем е во држава, значи треба да се луѓето не се свесни што се случува. Страшно. Еве, вие дали може би сте родител? Едукација во секој случај треба. Ако сте родител или дали вашите деца задолжително се... Да, во секој случај, да. Па еве, кој е вашата порака до антиваксерите или оние кои што не го направиле тоа? Грешка голема. Дали сте се уште на линија? Да. Па еве, имате ли порака до родителите кои што не ја направиле задолжителната имунизација кај своите? Од хитно тоа треба да го направат. Тоа би било се? Да. Добро, во ред, тогаш благодарам за јавувањето и сега го продолжете и вие да не гледате. Одиме со вас. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. А бре, што луѓе ќе бевме ние? Па во 21 век, те молам, се правиме дека сме современи, модерни. Од каде бре овие луѓе учат? Од Твитер? Па имаат ли малку представа? Јас сум од повозрастната генерација. Па ако не беа тие вакцини, па човештвото за овие последни 150 години, почнувајќи од Луис Пастер навака, дека ќе се преполовеше, разбирате, за тие сите заразни и преносни болести. Неверојатно. ТБЦ во 21 век, па тоа беше искоренато уште во 50-ти години. Сипаници се најдечаре. Не можам да спатам, да молам, па што прават тие луѓе, каде учат тие? Сите вакцини се проверени, ако сакате и ковидот, еве и се тоа помина и се покажа, малци ги начека неспремни, ама сепак одолеа, сите што примеја добро помина, а кој не прими, он нека каже како поминал со ковидот. И страшни траги остави последици без вакцина. Значи, порака, луѓе, абе опаметете се малци, бе, прочитајте некоја книга, бре, имате на интернет таму, прочитајте што е сипаници, што е вирус, што е вакцина, ме разбирате? Ова рекла, кажала, тинтери, минтери, махери сме за тоа. Тоа е нашето сегашно време и нашиот менталитет. Така не се стигнува нигде. Благодарам.
Благодарам многу. Одиме сега малку и на Твитер. Еве едно прашање, еве на кое што можете и вие секако да дадете одговор. Дали повеќе земји во светот треба да усвојат програма за вакцинирање на децата против сипаници и секако да ги примат сите задолжителни вакцини кои што некогаш ги примивме и ние како деца. Бидејќи се забележува повторно експанзија и појава на болести кои што се искоренети, како што е туберкулозата и повторно морбилите, односно малите сепаници. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Јас нема да зборам конкретно за темата, само да ви кажам пример за една моја баба. Ни една вакцина нема примено, 93 години живееше. А внуче моје беше тока и неколку месеци многу добро со здравието и се смееше нормално и масташе со рака, цао викаше. Како почна да ги прима вакцините, внучето, мозокот му е упропастен, внучето ми е за никаде. Нити разбира, нити се смее, нити зборува. И затоа не знам големи прашалници ова тема. Пријатно. Пријатно. Благодарам и вам што се јавивте и ве слушате какви искуства и што велат гледачите. Тоа на што сакаме да информираме јавноста, односно токму вашите ставови ќе бидат информација за што се случува и од другата страна и кои се вашите видувања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би сакала накратко само некоја. Имате 90 секунди, повелете. Само накратко би сакала нешто да кажам за вакциниве. Потполно се сложувам со претходниот гледач, дека сум присталица за вакцина. Моите деца се вакцинирани уште од самото раѓање. Имаат примено сите вакцини. Јас сега и од ковидот се вакцинирав, така да обавезно да си ги вакцинираат децата. На 1000 случаи, ако се случи нешто, можело и тогаш да се случи. Не е ништо проблематично и страшно. Во ова време кога владее сега туберкулоза, сипаници, да немаат морбили, вакцинирано, ТБЦ, полио, дитепер, па ние така сме ги израснали нашиве деца со редовни вакцини. Ја не знам како е ова сега, што вика човеков преска што се уваше, од кај читаат младиве сега, од кај учат, не ми е јасно. Јас сум присталица за редовно вакцинирање на децата. Ако сакаат да им бидат здрави, да имаме здрава нација, здрави деца, за да бидат корисни за државава. Толку. Во ред, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Да, се слушаме. Дали сум на линија? Да, повелете. Видете, Тино, ја имам 70 години. Од раѓањето до прво време се вакцинираме, мислам, во медицински центар. После одеа 2 медицински сестри, одеа по училиштата. И обавезно се вакцинираме. Ја не знам како родителите тие антиваксери сега што се јавуваат, дали некој ќе сноси одговорност за тие. Тие се лажни информации. Чудно е што и вошки не фатиме до сега, а можда и имаме, па и против вошки да ги запрашуваат по домови како после ратот, после војната. Би требало тоа да се казнува и ригорозни казни, што рече еден претходник, да сносат трошкови и тоа. Еве, зошто, според вас, зошто се скептични некои од родителите и се антиваксери? Зошто е тоа така? Зошто е совеста кај македончето на многу ниско ниво. Интелигенцијата е испод нула. Коефициентот на интелигенција е нула. Затоа, ако рече еден, скокајте. Благодарам многу за јавувањето. Да се префрлиме повторно на Твитер, не случајно ви ги читаме и твитовите за да можете да се надоврзете или да коментирате она што го коментираат твитерџи. Шукар Чавила
напишал: има вакцина против туберкулоза и се вика БСЖ. Зошто не се ги вакцинирате децата, Господе Боже? Ова е реакција на Веста, каде што пишува дека последните информации говорат дека во земјава има над 30 нови сомнителни случаи на туберкулоза, од кои 22 се деца. Па дали ќе дозволиме страва од дезинформациите за вакцинација да ги ризикуваат животите на нашите деца? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, одлично, повелете. Сега. Најлошиот доктор знае повеќе од сите нас што немаме врска со здравството, мислам. И сега ние рекла, казала, треба ова, треба. Мислете во денешно време да се појави туберкулоза. И што кажа и тој господин Ивошки. Па замислете на кој дереже дојдовме. Се знае што треба. И возрастни и деца, се треба да се вакцинира. Нака не кажува бабини приказни дека со бајачки ќе помини побрзо. И вие, мислам дека како телевизија треба да доведите во емисијата лекар, некој инфектолог што ги знае работи, да му каже на луѓето дека што ги чека ако во случај пати едно дете, дека тоа се шири и на другите. Секако тоа се покрива во специализираната емисија ТВ Амбуланта со Марија Танасовска. А тука ве слушаме вас, па еве ќе пренесеме да се повтори една таква емисија каде што ќе се зборува за бенефитите од имунизација на децата. Дали сте се уште на линија? Добро, продолжуваме секако со вас. Еве слушате што велат гледачите, меѓу другото ќе напоменеме дека имаше и гледачка која што вели дека имало лоши реперкусии од вакцинацијата, односно од вакцините кои што ги примило детето. Па еве какви искуства имате вие со оглед на тоа што сите генерации наназад беа задолжително вакцинирани, барем со вакцините кои што се против туберкулоза, мали сипаници, полио и така натаму. Добар ден. Здраво, Тинче, голем поздрав. Голем поздрав и до вас. Прекрасна емисија, точно имате право у 1:15, Марија, увек доктори доваѓа, да не зборат они вие ово оној. Ја ги многу внимателно слушам докторите и многу ми се свиѓа тие теми. Вака да ти кажем, народот се исплаши, нели погоди се на некое дете, да ме клошо му од вакцината, али нема врска. Вакцините се толку корисни, сите што не ги вакцинираат децата, сите се пишманија. Јас знам уште од порано кога беше мојата керка мала, нели прима вакцина и нешто температура доби и у болница ме остави и ја почна да плачем, викам леле докторе од вакцината, вика слушај да ти кажем жено, не се плачи, не се нервираш, овој вакцината може да биде само корисна. И затоа сите деца да се вакцинират, да не се играт на овие болести, нели еве овие корони, они се изнаплашија, моето дете, моето. Абе тоа се десило нешто, не дај Боже, нешто е друго. Ја мислим никој доктор не сака на детенце поготово, они така еве слабо се раѓаат, што се вика по едно двечки, нека се живи и здрави, и затоа треба да се вакцинират и стравот не треба уопште да мислат дека не треба да се вакцинират. Од никоја вакцина ја мислим дека не може да биде. А слушам ги што зборат еве и овие што се од корона, се болни биле ово оној. Значи овој народ, чувај Боже, место да ти каже нешто да те расположи, они само шират некои работи толку, за тој страво треба начисто да се изолира и само да се гледа напред и доктори да се слушат. Они има тамо подпишано дека поготово ја мислим на дете, никој доктор не сака ни на стар, ма на никој да направи нешто лошо. Без докторите не се може, нека се живи и здрави, нека не лечат и да тоа е штета што ни бегат од Македонија, што се малку платени и треба. Благодарам за јавувањето. Еве уште еден твит, подобро да речам, Трпана напишала: јас лично не верувам дека социјално наранливите категории роми носат изјави при породување за децата да не им се вакцинираат. БСЖ вакцина се дава во родилиште 48 до 72 часа по раѓање. Не е вакцина за која се оди во диспанзер па не отишле. Да слушнеме вие што ќе кажете. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, прво во принцип, сите кои што одбиваат вакцина, за мене не се во право. Меѓутоа, треба некој да одбие вакцина ако има здравствени причини, ако има оправдани причини, да биде, ако треба да не ја прими одредена вакцина
лекар да му каже тоа дека заради неговата здравствена состојба не треба да ја прими, да не ја прими. Меѓутоа, тие вакцини, не мене, не вас, сите не сочуваат досега да бидеме здрави и живи и да бидеме такви какви што сме. Само еден пример, мојот внук, значи го носевме кај што се болни од овие овча сипаница, но ете неговиот организам не припати, сега има и се плашиме сега со негови околу 40 години, дали сега ако го фати да прележи, која е опасноста. Ние не водиме сметка што може да се случи во иднина. Многу сме писмени, многу сме научени, уки сме и моето дете јас не го вакцинирам, че го штитам. Не можеш да го штитиш подобро отколку што ќе го заштити вакцината. Ние сме чудна материја, сите имаме различни сваќања, различни мислења и не ги оправдуват тие што не сакаат да се вакцинират. Со исклучок, тие што имаат здравствени проблеми, па и да не се вакцинира, значи оправдано. Па ќе се борат со други средства, други начини. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме. Повелете. Јас се јавувам и во врска со темава моето мислење дека треба сите да се вакцинираат и да се отправат картони за редовна вакцинација, како што беше порано, без со претходно лекарски прегледи и така натаму, заради тоа што ова демократија што завладеа веќе е злоупотребена и не е демократија, туку анархија. Анархија е во здравството од страна на и родителите и на тие што ги изгрижуваат децата. И тоа се одразува не само овдека и во образованието, анархично е однесувањето. Пред се на родителите што треба да се грижат за децата. Одговорност треба да има за сите, во врска со набавката, со квалитетот на вакцината и се друго што е поврзано со тоа. А исто така и во предучилишната возраст, во градинките треба да се поведе сметка и таму да се укаже на децата, на родителите што чии деца се згрижени во детските градинки, дека е потребно да се вакцинираат децата, а замислете, јас сум вчудоневиден од една родителска следба во објектот со клон, тој го викаа. Ќе подсетам 90 секунди е времето, автоматски се исклучува, но и ќе ве охрабрам истовремено повторно да го завртите телефонскиот број. Имаме 5 активни линии, така да ќе добиете секако нови 90 секунди да се доискажете. А и ве што напишал фломастери во однос на тоа зошто има појава на антиваксери, затоа што имаат пристап до интернет. Ова буквално ми го кажа антиваксер. Пројде времето кога можеше да не лажат. Антиваксирите имаат впечаток дека има многу невистини во однос на задолжителна имунизација, имаат голема недоверба кон квалитетот и ефектите на вакцините. Но факт е дека генерации наназад цели генерации деца се задолжително вакцинирани и зборуваме за задолжителна имунизација против болести кои што се искоренети веќе во минатото, како што е например туберкулозата, малите сипаници, но повторно актуелни во земјата. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, секој добро. Поздрав. Поздрав до себе и до редакцијата. Благодарам. Па ова е типичен пример во оваа тема за ширење на дезинформации, поготово преку социјалните мрежи. Јас не сум видел на ниједна, ќе следам и вашата и други телевизии, посебно околу здравствените прашања, тоа ме интересира, не сум слушнал ниту еден доктор да каже дека се штетни вакцините, освен ако здравствената ситуација на детето не е добро. Јас сум од старата генерација. Така и под каде се појавија антиваксери и еве таква недоверба меѓу голем број родители кои што не ги носат децата на задолжителна имунизација? Па мислам дека тоа е дезинформација. Луѓето
не знаат што да прават, меѓутоа треба да се консултираат со лекари. Тоа е леко, друг начин нема. Ние се вакциниравме своевремено, зарем тогаш здравствениот систем бил полош? Не. Ама немаше ниту туберкулоза, ниту сипаници, немаше ништо. А сега во 21 век имаме туберкулоза и сипаници. Се ве молам. Значи, тоа е доказ дека дезинформацијата родителите не треба да ја слушаат. И треба децата да се задолжително вакцинираат, за да не се занимаваме и да правиме непотребни трошкови, а тоа се одразува врз здравието на нашите деца. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Слушате што велат гледачите, сите оние кои што се вклучија во дискусијата денес. Па, еве, ќе слушнеме, верувам, уште размислувања и одговори. Добар ден! Да, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Да, не ме слушате? Да, повелете. Мене ме едно интересира да ова се во зборбата, дали некој ова го зема во обзир и да го преноси по настана и да се разбери што се зборови околу вашите министри, околу вашите доктори, околу вашите сите работи. Али она се зборови само еден силомов човек, селенец, што не се го мачи, и само каза ова, и тоа заврши тука и тоа не оди подалеку. Дали тоа оди подалеку, ме интересира. Дали ме слушате? Да, но дали ви е намален тонот на телевизорот? Имам впечаток дека има говор кој што го слушам од каде што е вклучен телевизорот, па тоа прави пречки. Добро, немам телевизор, го гасам телевизор. Така, кажете ми, еве, вие сте од повозрасната, чинам генерација, ние тогаш бевме задолжително имунизирани како деца. Зошто се јавува еве ваква појава да има се поголем број на антиваксери кои што не ги носат децата на задолжителна имунизација? Тоа не е проблем, тоа би требало да е на ваква држава, во ваков народ. Како се живеат овие луѓе, треба на народ да му се поможи. Моето прашање е дали некој ова... Благодарам за јавувањето. Одиме со следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. За телевизија, Телко. Ви слушам. До Телма Потро. Дали ќе дозволиме да деформација, значи за вакцините, дали страво ќе мине? Па како ќе мине страво? Како ако заборавите што е битувано? Минат рок вакцини, а со квалитетни. Ќе дозволите да ги примате вашата фамилија некој? Ајте на одговори. Сметате дека вакцините се неквалитетни сите? Па како ќе има поверење, добитува се живот, а на први гледаш 300 договори, канес договори, тајни договори, сиромаштија, бедотија, задолжување, афери, тендери, криминали. Дали според вас задолжителната имунизација е нешто што треба секој родител да го направи за своето дете, за да нема појава на болести кои што одамна се искоренет? Имаме појава на туберкулоза. До верба нема ова влада што ветува, друго прави. Ние зборуваме за вакцини, не за владата. Така да, еве, кажете ни дали вашите деца, внуци се задолжително вакцинирани? Во ред, одиме повторно со она што го зборуваат во однос на задолжителната имунизација твитерџи. Еве коментари од овој пат Штрумфета. Напишала тоа се тие Facebook експерти кои прочитале 3 лажни статии дека вакцините се сето зло на светот. Ради нив сега одново ќе се мачиме со болести решени пред 6-7 децении. Па еве, кој ќе биде вашето искуство и одговор од каде ваква појава на
голема експанзија на појава на антиваксери, родители антиваксери и дали ќе дозволиме стравот и дезинформациите за вакцинација да ги ризикуваат на животите на нашите деца. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Дали се слушаме? Поздрав од Струмица. Голем поздрав и до струмичани кои што не следат. Да. И сега и јас сум од постарата генерација, садум 7 години имам, и јас, моите генерација беше, сите бевте обавезно вакцинирање. За БСЧ, мислам, ГБЦ, за разни заразни болести. И како може, тогаш биле медицината напредна, сите се вакцинирање, и само сега некој ми кажува, слушам, 90 години бил невакциниран. Па во какви услови таа баба живеела? Очисти, незаразени, нема допир со други луѓе, најдобро нема да зарази. Јас имах еден вујко, изолиран, беше некој точар, изолиран, верувајте да 80 години го фати сипаница. Бабачарка ни викаме. И сите ние деца околу него се збира и си играехме мајтап со него. Ели на детство е всичко интересно. Тие работи. И не може тоа. Плюс син ми го фатира од неговите деца, од моите внуци се зарази од сипаница. Јава повозрастен, голем маќе биде. Значи, мора обавезно вакцинирање. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Една споредба, ако може да дадам, како дете памтам ја, само една споредба, дрва што сме имале, праски, кајси, крушки, едно друго све, никогаш не биле прскани, раѓале, едни убави, едни вкусни, крупни праски, цреши, убави, све. Сега без да испрскате нешто не бива. Ништо не бива без прскање, хемикалии. Значи, како растат овие, се развиваат фармацевските компании, така се развиваат и болести. И сега мора да се продава тоа, за да биде нешто... Чекайте, туберкулозата знаете дека искоренета пред многу децении. Сега повторно ја имаме. Повторно, за да се продаваат лекови. Сите болести се измислуваат, а се измислуваат и лекови, за да се трошат. И сега луѓе поплашени, неќе никој... Знаете ли што значи дете да имаш здраво, право, едно друго утре, после вакцина, не да Боже се деши нешто, кој ќе одговара, знаете ли... Дали вие имавте примено како дете задолжителни Не памтам, сигурно сум примил. Ево ја и моеве деца, сега имам и 3 внучиња. Моеве деца ќе ни дојде покана за вакцина, ни прегледи, ни крвни слики, ништо, кидеме, ќе ги вакцинираме, никому ништо. Сега без крвни слики, поплашени деца за секој нешто, ајде крвна слика по 100 пути. Значи, не е дезинформација, сите знаеме ние дека треба да се вакцинира едно друго. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Добро е, нека ви има во голем број, ве слушате различни размислувања и искуства дури, па време е да слушнеме ново искуство и ново размислување. Добар ден. Добар ден и убав ден. Вам и на вашата екипа. За Исус воскресна. Вистина воскресе за многу години. Се најубаво ви пожелам. Вака душо, јас вакцини не примам. И до ден, како дете, може сум примала вариола вера. Зборуваме за детската имунизација, задолжителна, каде што се, нели, оние БСЖ вакцини против мали сипаници, полио и така натаму. Да, тоа сум примала како дете. А сега, оние што се за болести, тие што е тие вакцини што ги примаат, ја тоа не сум примала. Па еве и денеска сум жива. Ние зборуваме за задолжителна имунизација, особено кај децата, она што сте го примили. А ја немам деца, не знам јас. Ја немам деца и не знам јас дали се прима или не се прима. Јас за мене кажувам. Но вие како дете сте ги примиле и еве животот дали сте имале проблеми? Немам, не сум имала проблеми, никакви.
И до ден денеска. Сега староста ме навакса и тежината, времето какво е, така сум и јас. Јас сум реуматична, целата со реума, а за друго не. Толку извини ако нешто погреши. Да не останете здрави и живи, секако да останете со црвена линија и да догледате и дослушате што ќе кажат следните гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Ало? Да, добар ден, во црвена линија Добар сте. ден. Повелете. Повторно почнува со кампања за вакцинација. Мислите, кратко е паметењето на народот со ова дебакал што се случи, ги нема овие што секој ден ни кажува вакцинација. И што мислите вие, дека сега на човештвото секој ден се зборува дека е преднаселено, презагадено, дека човекот е главниот проблем на планетата и дека некој ајде направете споредба дали е некој здрав што се вакцинирал, дали си добра релативна работа е. Погледнете колку аутистични, колку деца со детска парализа има сегашните генерации во однос на тие јас кога бев дете. А 1:100, 1:1000 може да е разлика. Што кампања правите? Ние не сме говеда стока, популацијата човечка. Добро, еве како објаснувате, треба ли да имаме појава на туберкулоза меѓу децата? Ама каква појава на туберкулоза? И да има појава на туберкулоза, прашање е како дошло до таа појава на туберкулоза и второ па природа поубаво да не селектира природата, отколку да не селектират некои други. Вие имате ли гаранција, давате ли дека се безбедни вакцините сега? Слушнавме во Торлак пред еден месец во таа Србија што ја фалите, дека се случи вакцина за мали деца, да е откриено дека негативни штетни последици, а јадници деца се вакцинирани. И кој ќе одговара за такви случаи? Што го мотивирате населението веќе, ова е 21 век? Добро, еве, слушнавте гледач кој што смета дека во 21 век треба да има и природна селекција, подобро таква, отколку да се врши задолжителна имунизација. Одиме со реклами. А сега време да ви соопштам и кои и како изнесуваат резултатите од одговорите на Инстаграмџе кои што не следат. Заследете не ако не сте го направиле тоа. На прашањето дали ќе дозволиме стравот и дезинформациите за вакцинација да ги ризикуваат животите на нашите деца, со да одговорија 20%, со не 80%. Сега е моментот кога сите вие кои што следевте и учествувавте црвена линија, бидете подготвени добро да ги забележите прашањата кои што ќе ги прочитам, бидејќи за многу кусо време точните одговори кои што можете да ги пронајдете, секако веднаш да ги употребите во заврти на Телма и да се освоите вредна награда. Еве ви прашање. Кој германски физичар ги пронашол X зраците кои подоцна биле наречени по него и која компанија ги произведува популарните iPhone и iPod? Ве очекувам на заврти на Телма.